Власта направи смислен грабеж на буџетот на државата. За само 3 месеци потрошени се дури 120 милиони евра за корумпирање на граѓаните. Во ситуација кога економијата е во колапс, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, повикувајќи се на анализи и податоци, рече дека уште пред кризата со коронавирусот, власта на Спасовски и Заев ја туркала економијата кон банкрот. Било трошено безсмислено и расипнички, а во првите 3 месеци од годината смислено е ограбена македонската економија за да се покријат изборите кои беа планирани за 12 април. Трошени 43% од буџетскиот дефицит планиран за целата година или 120 милиони евра. Повторувам, потрошиле 120 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот, додека нас не убедуваа дека блескаме и дека буџетот е ликвиден. Или со други зборови, го задолжиле секое македонско семејство со дополнителни 15.000 денари во просек само од почетокот на годината, заклучно со крајот на месец март. Со ова, тврди Мицковски, свесно е ставена државата во катастрофална и подредена положба. А сето тоа е направено само во обид да се постигне подобар резултат на изборите. Колку за споредба во претходните години во исто тримесечниот период биле потрошени многу помалку пари, па дури и минатата година, иако тогаш имаше избори, оние председателските. Само во месец март, повторувам, потрошиле 50 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот. Ако тоа се спореди со месец март во 2019 година, кога потрошиле 7 милиони евра повеќе од тоа што собрале во буџетот, представува фантастична бројка од 7 пати повеќе. Или пак, ако тоа се спореди со 2018 година, истиот тој месец март, буџетот имал суфицит од 2,65 милиони евра. Во првите 3 месеци полнењето на буџетот е нешто над 20%, според Мицковски, доколку дојде до смирување на пандемијата и постепено нормализирање на економската активност, може да се очекува реализација на сценариото која го најави ресорниот министер на 1 април, кога кажа дека ќе недостасуваат околу 20% од планираното, или околу 700 милиони евра повеќе од планираниот буџетски дефицит. Доколку нова се додадат околу 514 милиони евра планирано задолжување поради раздолжување. И тоа 246,5 милиони евра домашен долг и 267,7 милиони евра надворешен долг. И доколку на ова се искалкулира планираниот буџетски дефицит за до крајот на годината во износ од околу 162 милиони евра, доаѓаме до бројка од 1 милиарда 376,2 милиони евра, кој е потребно буџетот да ги обезбеди од задолжување, доколку не се случи некое подраматично и поголемо кратење на расходната страна, кој што гледаме дека не се случува. Мицковски потенцира дека СДСМ може да им понуди на граѓаните само 3 работи. Обид за подкуп на граѓаните, преку закани и уцени со помош на, како што рече, Луј Витон обвинителството и Трастра судството за да се добие некој глас повеќе и конечно грабеж на буџетот. Во исто време ВМРО-ДПМН со помош на стотици експерти забрзано работи на сериозен план како да се спаси економијата и како да се спасат што повеќе човечки животи од пандемијата на коронавирусот.